Природните ресурси и културното наследство на Македонија воодушевуваат со својата древност, автентичност и достапност во 21 век. Непроценливото културно богатство и условите за употреба на природните извори на енергија заслужуваат поголемо внимание и разумна употреба, која може да се оствари преку приложување на одржливи модели за развој на економијата и соодветни начини за управување со природните ресурси и културното наследство. Постоечките места каде што се наоѓаат туристичките атракции и потенцијалните локации кои се посетувани од луѓе со векови и можат да бидат употребени како туристички ресурс, заедно со условите за производство на здрава храна и органско земјоделие и природните убавини, предизвикуваат работа за развој на туризмот во Македонија за многу генерации од сега нанапред. Туристичкиот потенцијал со кој што располага Македонија е доволен за да се потврдиме како засебна туристичка дестинација со своја организација на менаџментот, односно управувањето. Можностите кои ги нуди модерната технологија, заедно со промените во научената свест, се дополнителна инспирација за управување со туристичкиот потенцијал на Македонија на начини кои ќе допринесат за развој не само на туризмот, туку и на целата економија, како на државата, така и на целиот регион. Дефинирањето на туризмот е различно во различни учебници, книги, научни трудови и зависи од изворите на литература кои се користат, но и од намерата поради која се прави обидот за дефинирање на туризмот. На светско ниво се уште не постои консензус за дефиницијата на туризмот и скоро секоја институција го дефинира на различен начин. Најопшто прифатена е дефиницијата од Светската туристичка организација при Обединетите нации која гласи: туризмот е збир на активности, услуги и индустрии кои доставуваат патувачко искуство кое вклучува транспорт, сместување, храна и пијалаци, продавници, забавни активности и други туристички услуги за индивидуи или групи кои патуваат надвор од својот дом. Туризмот представува збир од феномени и врски кои што се раѓаат од интеракцијата на туристите, фирмите, домаќинските институции и домашните заедници во процесот на привлекување и сместување на туристи и други посетители. Затоа што не секое патување представува туризам, за патувањето да е дел од туризмот треба да вклучува посета надвор од вообичаената околина, да има намера и време траење. Туризмот и патувањето се нераскинливи, па така и најобично патување може да се трансформира во туристичка посета. Патувањата и туризмот се едни од најголемите генератори на вработување и инвестиции и основна движешка сила за економски раст и развој. Тие генерираат една од 11 работни позиции на светско ниво и се одговорни за 1/3 од светскиот извоз на услуги. Преку директно, индиректно и индуцирано влијание, патувањата и туризмот стигаат до 1/10 од светскиот бруто домашен производ, што ги прави витален учесник во светскиот развој, овозможувајќи градење на уникатна улога во градењето на силен, одржлив и балансиран светски развој. Создавањето на работни места преку креирање на одржлив туризам и пристојни работни позиции ја овозможуваат потребната стабилност и безбедност за подобар живот на населението. Побарувачката за геоодржлив и екотуризам од искусните и свесни туристи предизвикува подигање на свеста за природните ресурси, културното наследство и квалитетот на живот на луѓето на целата планета Земја. Пазарот е жив сведок дека потрошувачите се тие кои ја дефинираат побарувачката, ги поставуваат основите за идните промени, влијаат на трендовите, а во 21 век модерните технологии заедно со културното наследство и природните ресурси се основни столбови на побарувачката на потрошувачот, дури и туристот на 21 век. Туризмот е економски механизам кој има огромен потенцијал за развивање на одржлив развој во земјите кои се развиваат, особено во земјите со низок степен на развој и раст. Иако неговите корени лежат во често непланирани практики за истражување и откривање,
и нината на туризмот е добро планирано и менаџирано извршување. Туризмот представува многу повеќе од индустрија, како различен мултидимензионален синџер на достава низ различни сектори. Иако изгледа едноставен, всушност е многу сложен, а неговиот успех зависи од тоа на какви основи се поставени и поврзани одржливите системи и локалните заедници. Светската туристичка организација потврдува дека фокусот е врз осигурување дека се овозможени услови за да локалните производители и доставувачи на продукти и услуги ќе можат да го снабдуваат туристичкиот оператор. Се бараат вештини за развој на локалното вработување и развој, поврзување на домашната култура, создавање на иновативни и одржливи практики за долгорочна стабилност и позитивен исход не само за економијата, туку и за животната средина. На територијата каде што се наоѓа денешната Република Македонија, уште од давнешни времиња поминувале, доаѓале, останувале разни патници намерници, буквално од сите краишта на светот. Патеписците во своите написи ги поставиле основите на денешната туристичка географија како научна дисциплина. Трговците, во потрага по нови пазари за снабдување и продавање, практикувале бизнис туризам уште пред нашата ера. Оваа земја била посетувана, е посетувана и доправа ќе го привлече вниманието на многу патници и туристи од целиот свет. Географската положба, климатските услови, природните ресурси и културното наследство се концентрирани на една наведу мала територија, република во која може да се посетат места кои што се ретки не само во регионот, туку и во целиот свет. Повеќе за македонскиот туризам и за туристичкиот потенцијал на нашата Македонија ќе можете да слушате и гледате секој петок од 19 часот и 30 минути на програмата на телевизија Сонце. Продукција Аристон 2021.